Здраво, ова е 245-тото издание на Видеологија со Златко Јелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први печатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Animals на Набил Бен Јадир, во кој станува збор за Брахим, глумен од Суфијан Чила, кој што го запознаваме во присуство на неговата насобрана фамилија, за кого со особеност проектираат нивни представи што ќе биде во иднина, а тој е хомосексуалец во закрила кој го крие својот дечко од фамилијата, кој оди во геј бар кај што пијани и напорни момци малтретираат девојки околу барот, кој за да ги заштити влегува во автомобил со момците кои бараат девојки за забава, соопштувајќи им дека ќе ги однесе кај што има хетеросексуалки, но кога ќе им соопшти дека е геј, тие стануваат гневни и се однесуваат насилно со него, го удираат, струполуваат во багажник и носат до едно поле кај што се изживуваат со него. Светлата иднина, која секој му ја посакува, одеднаш станува недостижна. Филмот тематски може да се сегментира на олицетворење на хомофобија во три чина. Во првиот се запознаваме со Брахим во природната средина, односно во рамки на неговата фамилија, која не е запознаена за неговата сексуална определба, а тој упорно се обидува да биде покорен на нивните проекции за него, затоа што знае дека во неговата религиозна заедница ќе има реперкусии обзнанувањето дека е хомосексуалец, затоа што традиционализмот игра голема улога и е прилично нефлексибилен по тоа прашање. Така што во првиот сегмент ја забележуваме религиозната хомофобија и како опкружувањето ги стигматизира припадниците на геј заедницата, а ние гледачите мора да се запознаеме со ликот за да се поврземе со него пред да биде масакриран, од една страна за да ни биде грижа за све што му се случува и од друга да тагуваме за нереализираниот животен потенцијал, мечти и стремежи на жртвата. Во вториот стадиум на хомофобија, Брахим станува жртва на насилство и стигматизација штом влезе во автомобилот, кај што штом ја соопшти сексуалната ориентација, тој веќе е дехуманизиран на страна на насилниците и таму разумот е бескорисен, кај што оперира реториката на токсичната машкост и менталитетот на стадо. Таму веќе нема простор за дискурс и диалог и штом зборот престане да има удел, узурпаторите веќе не го гледаат како нечи син, пријател, колега, па дури ни верник и припадник на заедница, туку гледаат дерогативно и пежоративно, односно како помалку вредно битие од нив, кое не може да се одбрани од насилниците и тие покажуваат сила, односно како што злосторникот ќе се запали, ќе биде пламнат од омраза и со неапологетска намера да ја срози невината жртва, чија што животна грешка е што влезе со нив во автомобилот. Времето не се враќа назад и некои одлуки нема да може да се преиспитаат. Во третиот стадиум на хомофобија, камерата преминува од жртвата кон насилникот и се залепува за него, следејќи на неговото колоквијално однесување, кај што, иако има туѓа крв на облека и под ноктите, човеколикиот монструм се однесува како ништо да не се случило и е недопредно стореното злодело. Хомофобијата е имплицирана на тој начин што неговиот родител се мажи тој ден за маж, така што таа потисната репресија на гневот, која се манифестира во претходниот стадиум, гледаме дека всушност прекурсорите за огорченоста имаат извориште во филмската иронија под општоважечкиот каузален след. Секако дека нема оправдлив извор за насилството, така што без разлика дали суптилно или директно ќе биде посочен причинителот за цверството на монструмот, облечен во невино руво со кошулче, сако и залижана коса, тоа нема да го направи помал злосторник. Иницијално се евоцираат бројни прашања кои ги отвора делото, односно колку религиозната стигма и расизмот имаат удел во хомофобијата, дали се тие секундарни во приказот во медиумите за злосторството во кое што е убиен во реалноста 32 годишниот Исане Јарфи во 2012 година, кој што бил претепан од четворица мажи и неговото мртво тело е пронајдено 2 недели полоцна на ливада со 17 скршеници и бројни внатрешни и надворешни повреди кои довеле до смрт. Барем белгискиот правен систем не е подкуплив и корумпиран како нашиот, исторителите си имаат добиено доживотни казни, а еден од нив е осуден на 30 години затвор. Поголемото прашање кое се наметнува одекнува и во сите филмови со насилници, односно потрага за индикаторите на кои се темели создавањето на човеколикиите монструми, односно обкружувањето, општеството, родителите, пријателите, учителите, средината, дисбалансот во мозокот, физичката повреда, имитатори на домашно насилство
или разгалени деца на богаташчиња на кои се им е допуштено, затоа што тато и мама ќе им ги стрејат глупостите во животите, или можеби прстот барем еднаш треба да се впери во себе. На крајот се поставува и прашањето што ни говори овој грозоморен нихилистички чин кој наоѓа плодно земјиште за да изникне во западните софистицирани општества. Дали и таму е различна вредност на животите во егалитаристичките системи кај што сепак некој е поеднаков од другиот, под другиот мислам на човек од друга раса, пол, религиозна или сексуална определба во хетеронормативот, розови очила со скршени стакла. Кога посочувам во видеологија дека потребна е поголема смелост, решителност и радикалност во изведбата на делата, мислам на творби како Animals, кои имаа за цел да ги изгрозат гледачите затоа што се огледало во кое се рефлектирани вистинските пориви на луѓето, кои се облекуваат во лицемерието и излегуваат надвор од домовите. Авторите на филмот биле подготвени да се нурнат во мрачните пространства на човечката душа и да ги прикаже на умените поганости кои човекот е подготвен да ги изведе. За да се долови саканиот натуралистички изглед на дело од овој калибар, неретко се занимарува потребата од музика во творбата, за во преден план да дојде дизајнот на звук, да се остави простор исклучиво на актерите со нивниот перформанс да зграпчат парче од реалноста, што секако дека е пропуштена можност за звучно збогатување на секоја творба, но имам разбирање за потребата од неинтервенирање во засилувањето на чинодействието кога сведочиме на шокантни прикази. Со снимателот на Лукас Донт, Франк Ван Дер Еден, имав можност да се запознам во битола и тој е адаптибилен кинематографер кој е подготвен да работи со препишаниот филмски јазик на кој целат режисерите, без разлика дали е тоа рецензираниот грл на Донт во видеологија или периодичната хорор серијата Терор. За потребите на делото на Јадир, тој снима на рака и не само што се доближува до визуелната синема верите естетика на браќата Дарден, тој е свесен за можностите на создавање на емоционален набој со помош на кадрирањето и подготвен е да ја сними грозотијата која паразитира во човечката душа и во реалистичен манир, да го прикаже насилството кое се одвива од делото во ригидниот 4:3 аспект на снимање со една леќа, за да му покаже на гледачот какви животни се луѓето. Тој снима долги кадар секвенци, кај што со трекинг кадри ги следи ликовите како влегуваат во собствените пеколи, најпрвен залепувајќи камерата на протагонистот за да го спознаеме него, а потоа е извршителот на насилството, кој дозволува да бидат снимени од рака на злосторниците, затоа што денес се снима, живеејќи во илузијата дека ако не е зачувано и објавено, исто како да не се случило. Овие долги кадри ги подредува монтажерот на Hellhole, Дитер Диепентале, во едно кохерентно, концизно и целесообразно 90-минутно дело, што е за пофалба затоа што е рафинирано до тој степен што нема минута вишок во течението на филмот, а неговата вештина доаѓа во преден план на консеквентниот нанис на трите клучни случувања во делото, за да се образува целина на протокот на кобниот ден, не злоупотребувајќи ја доверената доверба на вниманието од страна на гледачот. Оставаме простор да биде камерата заедно со протагонистот во багажникот за во најинтимен манир, што е индикативна постапка за доближување до стравото, до исчекувањето на престојното насилство, а кога е во прашање тензијата и скалирањето на неконтроливата омраза, можеме заклучиме дека филмот е портретирано лицето на злото, кое вирее во секој човек, кој може да одбере да има емпатија, но наместо тоа тој одлучува да се изживува врз друго човечко битие, што него ни прават животните. Не се опрашање кромањонски инстинкти за преживување, ниту примарен анимализам, не се загрозени насилниците, напротив, опрашање е злоба на овие малоумни створенија. Режисерот Набил Бен Јадир ја почна својата филмска кариера кон крајот на 2000-тите, кога го снима филмот за бриселските денгубари Les Barons во 2009 година, за во 2013 година да се инспирира од 1000-километарскиот мировен протестен марш од Париз до Марсеј против расна дискриминација во играниот Ла Марш од 2017 година, ни го прикажа последниот работен ден на комесарот на оддел за дрога, кој се повлекува од својата должност за да стане политичар од екстремната десница, хроничарејќи го неговиот последен обид за уапсување на белгиските дилери во Blindspot. Во 2021 година режираше 3 епизоди од ТВ серијата која се снимаше во Македонија, Into the Night, за пилотирањето што е можно подалеку од радиацијата од сонцето, во која еден екипаж лета од еден аеродром на друг. Така што Јадир е заинтересиран за продор во
животот на протагонисти, овозможувајќи им на гледачите да имаат интимен поглед во нивното битисување, да ја спознае средината во која гравитираат и да ги согледа околностите во кои ги има донесено одлуките. Мораме посочуваме дека овој филм не е за сечи стомак на гледачите, затоа што остава трајни последици, не се заборава толку лесно и ретко кој би посакал да го погледне пак, односно да го погледне амбисот уште еднаш. Јас имам голема почит за филмови од овој ранг, затоа што ниту еден гледач нема да останат рамнодушен, како што се насилниците инертни за нанесувањето на насилството, што значи дека филмот ќе си ја исполни основната функција да воспостави корелација со гледачот на еден или друг начин. Дали тоа ќе му се допадне на гледачот, тоа е сосема друго прашање, но никој не може да ја порекне фуриозноста на снимањето и камо да имаше повеќе филмски радикали како Набил Бенјадир, да се изразам со лексиката на Animals, да им зададе удар во стомакот на само бендисаните гледачи и преценетите критичари, кои нема да може да негираат дека ова е хорор филм од заседа, жанровски филм со високи естетски вредности, кој оди во домени кај што не се плаша да зачекорат Бенис видео на Михаел Ханеке и Rape Revenge филмовите, со тоа што тропите на одмаздата се иземени од овој филм. Филмот имаше својата премиера на филмскиот фестивал во Гент на домашен терен, а потоа играше на Tallinn Black Nights во Луксембург, Off Camera, Атлантида Мајорка и беше награден за најдобар филм на Зигмунд Вилмош филмскиот фестивал и Фипресци награда на Камера Имаж. Дистрибутери на овој моќен филм се Wild Bunch. Уште еден од филмовите во кои за доброто дело следува казна. Филм кој ги тематизира проблемите кои ги создава расизмот и хомофобијата, меѓутоа исто така е дело и за последиците со кои треба да се носи насилникот, портретирајќи ја не само неговата жртва, туку и човекот кој подлегнува на мрачните пориви на неговата душа и станува неконтролливо животно, кое се изживува со своето собитие. Несомнено дека има животни со поголема интелигенција од мажулињата во творбата, односно хорор филм кој е екземплар за ситуација до која не смее да дојде во реалноста пак. Ако морам да го евалуирам, тогаш Animals од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 245-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуалната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!